Сега би сакал да дадам еден мал вовед на следната глава, до која што дојдов со серијата библиски проповеди, конкретно во книгата Делата на апостолите, а тоа е 15-та глава. Библиската pouка се уште не е стигната до таа глава и ние нема да се брзаме, да ја поминеме веднаш. 15-та глава од Делата на апостолите е многу интересна глава и ден денес е многу интересна. И ден денес е многу несватена, постои голема забуна во врска со неја. Постои голема забуна во протестантскиот свет во врска со неја, конкретно оние 4 клаузули кои што апостолскиот собор ги донесува како одлука, што христијаните да почитуваат од Мојсеевиот закон. Постои голема забуна и не биле добро сватени овие 4 клаузули ни од страна на адвентизмот, како треба да се толкуваат и што тие значат. Ке дојдеме до нив кога ќе стигнеме со читањето на главата до таму, тоа веројатно ќе биде некоја друга сабота. Но јас би сакал да дадам еден мал вовед од некои сочувани историски податоци кои што ги имаме за тоа што се зборувало на Генералната конференција во Минеаполис пред 130 години, 1888. Значи, записите, за жал, немало техника да се снимаат и да знаеме во детали кои и какви конкретно пораки биле проповедани. Се разбира, ние имаме увид во самата порака, меѓутоа, како конкретно звучеле тие проповеди на Джон Си Вагонер, не можеме да знаеме. Меѓутоа, постојат некои белешки за тоа што се кажувало од лични сведоштва на учесници на таа конференција. И би сакал да прочитам само еден мал извадок од една книга во врска со... Книгата е посветена, значи, се занимава со доктор Вагонер, конкретно. И во едно од поглавијата на книгата постои еден детален запис за тоа опширно посведочено што се зборувало некои конкретни денови на таа конференција. Конференцијата започнала во среда 17. октомври 1888 година, а завршила 4. ноември истата година. Значи од 17. октомври до 4. ноември. Првиот ден, 17. октомври, во 2 часот и 30 минути, попладне, Вагонер започнува една дискусија, според овој запис, тука, во врска со прашањето околу Божиот закон и односот на Божиот закон кон Христовото Евангелие. Според сведоштвото, целата дискусија, значи тој прв ден, била заснована во главном на текстови кои што Вагонер ги цитирал од посланието до римјаните. Значи првиот ден предмет на проучување било посланието до римјаните, што беше последен пат наш предмет на проучување последното тромесечие од минатата година. Но лани ова време го проучувавме посланието до галатјаните. И мило ми е што сега делата на апостолите се во библиската pouка и на некој начин представуваат едно мало подсетување на таа ланска pouка за галатјаните. Вториот ден, четврток 18. октомври 1888 година, во 9 часот наутро,
Повторно Вагонер се наоѓа на катедра и повторно зборува на тема законот и евангелието, односот помеѓу законот и евангелието. И сега читаме во оваа лекција или предавање беа проучувани првото и второто поглавие од посланието до Галатјаните, значи првите две глави од Галатјаните во вториот ден, и уште едно поглавие од една друга книга. Кој е поглавие? Дела 15 глава. Много интересно. Значи, Галатјаните првите две глави и Дела 15 глава биле предмет на проучувањето во вториот ден од конференцијата. Понатаму сведоштвото вели дека Вагонер, цитирајќи ги овие глави, се сакал или се трудел да прикаже дека помеѓу законот и евангелието постои истата хармонија која што постои и насекаде во Светото писмо, дека клучот на самата книга или клучната вест, се мисли на Галатјаните, е оправданието со вера во Христа. Понатаму кажува, да скокнам некои реченици, да не одземам премногу време, дека слободата во Христа, бидејќи, ако се сеќавате, во Галатјаните апостол Павле ја споменува слободата во Христа, нели? И некои лажни браќа кои што ја шпионираат нашата слобода во Христа. Вагонер објаснувал, слободата во Христа од секогаш значило слобода од гревот, а тоа е што поголемиот дел протестантскиот свет не го толкувал така, ниту тогаш, ниту денес уште помалку. Значи, Вагонер сепак проповедал некоја вест која што не била идентична со протестантското евангелие. И ние тоа се уверивме, проучувајќи ги Галатјаните и Римјаните од самите библиски поуки тогашни, лани. Видевме на кои места постојат некои несогласности по тоа прашање. Бидејќи денешните библиски поуки, за жал, денешните адвентистички теолози ја следат реформаторската теологија, која што е фалична, или лутеровата, а не Вагонер или Джонс по тие прашања. Понатаму во вториот ден, значи, од конференцијата, Вагонер исто така кажал една нова работа, што била нова за адвентистичките уши овој пат, дека изразот Мојсеев закон, што го среќаваме и во Дела 15 глава, и изразот Божји закон не се два различни закони, како што адвентизмот традиционално толкува, туку се еден и ист закон. И за да го докаже тоа, цитирал текстови од Стариот Завет, конкретно цитирал Броеви или 4 Мојсеева 25 глава, односно се извинам 15 глава, 22 до 24 стих, и во Новиот Завет цитирал Лука 2 глава, 23 и 24 стих. Кога ќе дојдеме, читајќи ја 15 глава ние, до тие места, ќе ги прочитаме и овие цитати, кои што Вагонер тогаш ги прочитал на конференцијата. И целото предавање овде се вели, според деталното сведоштво, завршило во 10 часот и 15. Значи, почнал во 9, наутро и завршил во 10 и 15. Значи, ние сме добри што имаме пократки проповеди од ова, но верувам дека не било здодевно, особено кога во таа иста проповед Вагонер кажува две работи кои што се нови и за протестантизмот, што значи слободата во Христа, и една нова бомбастична работа, толкување во врска со Мојсеевиот закон. Третиот ден, да не должам повеќе,
биле цитирани посланието од римјаните, 4 глава, конкретно оние стихови што зборуваат за Авраам во таа глава, третото поглавје од посланието до Галатјаните, значи, предходниот ден беа првите две од Галатјаните глави, сега третата глава, Римјаните 4 глава, Галатјаните 3 глава и која друга глава? Повторно, Дела 15 глава. И така, натаму сведоштвото, значи ова било третиот ден петок, 19 октомври 1888 година. На уште едно место е споменато дека било цитирано од Дела 15 глава, конкретно од 7 до 11 стих во таа глава, па тоа било споредено со Римјаните 2 глава 20 до 25 стих. Јас уште еднаш ќе ги споменам овие работи, кога ќе ги читаме тие места во Дела 15 глава, па ќе ги направиме тие споредби што Вагонер ги направил со другите библиски стихови. Има записи за тоа што се зборувало на секој народен ден од таа генерална конференција, меѓутоа се разбира, немаме време да се занимаваме со тоа, да ги читаме сите тие сведоштва и записи кои што останале запишани. Туку веднаш би сакал да преминеме на Дела 15 глава и да почнеме, значи, со првиот стих, кој што вели вака. Ова следи, значи, веднаш после првото апостолско патување на апостол Павле, или првото мисионско патување на апостол Павле, кој што завршува, нели, во Антиохија Писидиска, каде што последен пат застанав. И веднаш потоа, значи, 15 глава ни го кажува следното. А некои луѓе слегоа од Јудеја, вели, и ги подучуваа браќата. Што? Ако не се обрежете според обичајот Мојсеев, не може да бидете спасени. Скоро дискутиравме за овие теми и во ланските библиски поуки од Галатјаните и Римјаните. И мислам, мијатата библиска поука зборуваше повторно за обрезанието една сабота. Скоро беше. Пролетоска. Кои се овие луѓе што слегле од Јудеја? Зашто слегле? Јудеја и Јерусалим се наоѓаат на високо во однос на останатиот дел од Палестина и Блискиот Исток. Каде слегле? Слегле во Антиохија. Значи, после Петар, обраќањето на Корнелие, и после целото мисионско патување на апостол Павле, првото, многу незнабожци биле крстени, обратени, поверувале, станале христијани, станале Христови следбеници. Многу незнабожци. Да се подсетиме на вториот клуч, кога Петра им проповеда на Корнелија и на неговите домашни, тоа беше, нели, Дела 10 глава. Што се случува? Кога слегол Светиот Дух? Кога Светиот Дух ги крстил со Дух Корнелие и останатите незнабожци, до тогаш незнабожци? Пред или после нивното крштевање со вода? Пред. Не биле ниту со вода крстени, а Светиот Дух слегол врз нив.
И тоа било чудо за самиот Петар и за останатите негови придружници, кои што биле обрезани христијани, односно христијани од јудејско потекло. Тоа било чудо. До тогаш Светиот Дух слегувал само врз некој што претходно бил крстен со вода и само по себе се подразбира што пред да биде крстен со вода, уште како бебе, ако бил машко, уште како бебе бил обрезан. Но кај незнабожците Светиот Дух слегува веднаш, дури не само што не се обрезани, или не поставува таков услов за да слезе врз нив, туку уште пред да бидат крстени со вода. И затоа апостол Павле на почетокот од 3 глава, што ги прашуваше галатјаните, едно би сакал да ми одговорите. На кој начин го примивте духот? Преку делата на законот или послушноста на верата? Само што поверува, кога поверуваа незнабожците, со самата вера слегувал Светиот Дух. И тоа е искуството на сите нас. Ако се подсетиме на првото искуство од нашата вера. Не се чекало да бидеме крстени со вода, па тогаш да го доживееме тој благослов. Со самата вера на почеток доаѓа Светиот Дух. Тоа било големо чудо пред се за самите еврејски христијани. Читавме како, за да воопшто се случи, само подсетувам, за да воопшто се случи средбата помеѓу Петар и Корнели, требаше да интервенира Господ преку ангел, значи на еден надприроден начин да биде закажана таа средба. И тоа требаше да интервенира ангел и кај Петар и кај Корнели предходно. И двајцата да примат виденија, надприродни виденија, за да може да се сретнат, инаку не би се сретнале воопшто. Не би се сретнале. Пример, кој од вас планира денес да отиде во... Не денес, кој од вас планира оваа седмица да отиде во Дебар? Дали некој од нас планира да отиде во Дебар оваа седмица? Никој од нас не планира да отиде во Дебар. Никој од нас нема работа да отиде таму. Кога последен пат сте биле во Дебар, да ме прашам? Јас од 20 сеќавам некаде кога имав 4-5 години. И тоа беше прв и последен пат до сега. И сега замислите Господ да сака да отидете во Дебар, вие ниту планирате, ниту на ум ви паѓа такво нешто. Едноставно живеете како да не постои тој град. Одвај нешто, како ја денес, ќе ве подсети на него. Што треба да се случи за да отидете таму? Треба да се случи Божие чудо. За да отиде еден евреин како Петар во домот на необрезан римјанин и тоа, офицер на окупаторската војска, на непријателот, што би рекле патриотите, зилотите, треба да се случи Божие чудо. И ако се сеќавате, откако се крстиле и Корнели и останатите, кога Петар се вратил и ги раскажувал овие сведоштва, овие искуства, како реагирале другите еврејски христијани? Не се радувале, веднаш го дочекале со критики. Што слушаме си јадел, си ручал во домот на необрезани луѓе. Со необрезани си ручал на иста маса. Страшно осквернение во еврејски контекст, бидејќи евреите воопшто не само што не се дружеле, нема никаква работа, ниту сакале да стапнат, како што не сакале да стапнат во сепак тоа не било, значи тврдината Антонија, каде што Пилат престојувал за време на Пасха, тоа било државна резиденција на Римската империја, тоа не било само приватна куќа или нешто такво, тоа било цела палата,
и таму не стакале да стапнат во дворот на таа резиденција, за да не се осквернат. Замислете во каков менталитет, во какво милје, што се вели, живееле евреите. Значи, ниту сакале да стапнат во дворот на необрезан, на паганин, на незнабожец. Бидејќи тоа го сметале за осквернување, ке се осквернеле, ке се онечистеле. И сега може да се замислите, ако евреите, самите евреи живееле со такви сваќања, во таков контекст, колку револуционерно можело да звучи сега одеднаш илјадници незнабожци влегуваат во црквата, без ниту да се обрезат, без да станат евреи, ништо од сето тоа. Директно си влегуваат како грци, како македонци, како римјани, си влегуваат во Божиото стадо само со вера и крштевање, со вода и дух. Тоа се разбира за многу еврејски христијани, логично е да било неприфатливо. Логично е. Пример, сега замислите, некој замислите некој да застане на катедрите и ви рече, од сега натаму, браќа и сестри, почнете да јадете свинско. Јадете што сакате, пиете и алкохол, што сакате, све е дозволено. Дали тоа би звучало прифатливо? Одеднаш такво нешто. Бидејќи ова било исто на некој начин, ако Петар ручал во домот на незнабожци, на иста трпеза, исто се онечистил како и да го јадал тоа што го јадат незнабожците, бидејќи е на иста маса. Некаде да кажете што друго ќе те послушат незнабожците. Што ќе те послушат незнабожците ако отидеш кај нив дом? Па да не мора секојаш свинско, се разбира, или било што. Меѓутоа секако дека нема да го погодат оној стандард кој што вие го имате. Па да не зборувам за вегетаријанство или за некои посебни стандарди во денешно време. И сега, и покрај тоа што мнозина, илјадници, цели цркви биле основани во незнабожечките земји, со крстени верници, мнозина влегле во црквата со вера во Исуса Христа и крштевање со вода и дух. За мнозина браќа од Јудеја, првите христијани, обрезаните христијани, тоа било неприфатливо. Нешто тука не е во ред. Не може вака. Светиот Дух вели може така, но многу браќа велат не може вака. Дали е чудно кога Светиот Дух отвара некои врати, во самата црква да постојат луѓе кои што сакаат да ги затворат тие врати? Не е чудно. Со такви проблеми се соочувала и Адвентичката црква. Секоја црква се соочувала со такви проблеми. Во историјата на целото христијанство имаме случаеви каде што од самата црква се јавува отпор кон некое дело кое што го врши Светиот Дух. Само затоа што тоа дело се врши на начин кој што не одговара на сваќањата пред се и на самите црковни водачи, не одговара на нивните сваќања. Затоа мнозина слегле од Јудеја и ги подучува браќата, под браќата се мисли овие, значи, христијани од паганско потекло, необрезаните предходно, незнабожци предходно, кои што се крстиле и станале христијани. Почнаа нив да ги поучуваат, ако не се обрежете според обичајот Мојсеев, не може да бидете спасени. Зошто го кажуваа ова? Тие искрено веруваа во тоа што го кажуваа. Тие беа убедени
Не може туку така, нешто не е во ред, нивната совест реагира, нешто не е во ред, како сега одеднаш да настанат вакви револуционарни промени со векови од Мојсей наваму и пред Мојсей, што се однесува до обрезанието. Со векови, тоа бил начинот да се влезе во заветот. Затоа и се вика на еврејски берит, завет, обрезанието. Тоа било начинот да се влезе во заветот. Се како одеднаш сега, како да не е битно. Одеднаш тоа не е услов. Во новиот завет тоа не е услов. И се разбира, логично е да се случат вакви големи потреси, вакви реакции, како што и се случиле. Вториот стих па вели, а бидејќи настана бунт, заместе кој збор го потребува тука доктор Лука, настана бунт по ова прашање. И Павле и Варнава жестоко се препираа со нив, со кого? Со овие јудејските браќа, луѓето што слегле од Јудеја, кои што ги подучуваа другите христијани, дека ако не се обрежат според обичајот Мојсеев, не можат да бидат спасени. Павле и Варнава жестоко се препираат со нив, иако и Павле и Варнава самите се еврејски христијани, жестоко се препираат со овие јудејски христијани, бидејќи не се согласуваат со оваа нивна наука. Се споменува зборот бунт, значи дошло до тешка и сериозна криза во самата црква. И како се решава таа криза? Како се решава било која криза во црквата? Не се решава со тоа што ќе се направи раскол во неа, како што направија тука во Скопје, 93 година, туку секој проблем се решава на собор се решава. Соборот е тој што треба да одлучи. Соборот требаше да одлучува дали Аслимовски ќе биде проповедник во македонска мисија, а не Полсон. Не може папата да биде поголем од соборот. Заради тоа прашање настанал раскол во 11 век во црквата, меѓу Исток и Запад. И заради такво прашање, еден човек да се стави како поголем авторитет од соборот, значи да се направиш попаметен од Господ. Да се прогласиш себе си за поголем од Господ. И заради тоа настануваат расколи. Ова прашање било повод да се свика првиот собор на црквата во незината историја, а тоа е Апостолскиот собор, бидејќи настанал бунт, и ова било сериозно прашање, сериозен конфликт. И за ова ќе предложиме, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота. Само би сакал да се замислиме, не мора да одговараме гласно, кога ние би живееле во првиот век, кога сите адвентисти би живееле во првиот век, на местото на овие христијани, што би ни изгледало нам логично? Дали би ни изгледало логично ова учење? Да им велиме на незнабосите кои што се крстија, ако не се обрежете, ако не го држите целиот Мојсеев закон, сите 613 заповеди во Петокнижието, не можете да се спасите. Што за нашите уши ќе звучеше како по-логично? Тоа што го зборат јудаистите или тоа што го зборат Павле и Варнава? Прашање се размислување. Се разбира, не можеме да одговориме на такво прашање, бидејќи ние не живееме во првиот, туку живееме во 21 век. Меѓутоа, денес се соочуваме со разни проблеми и денес постојат и сериозни доктринални разлики во самата адвентистичка црква. Нешто што пред 50 години не постоеше. Не постоја различни мислења, толкувања и сваќања по некои прашања. Но ете сега постојат.
Како треба да се решаваат тие прашања? На кој начин апостолите ги решавале? Ќе продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие.